Коалицијата Сите за правично судење бара фер услови за двајцата обвинети од најпознатото штипско насилство. Со ваква слика и расположение во јавноста, двајцата обвинети се однапред осудени во оваа фаза од постапката. Од овие причини, коалицијата Сите за правично судење истакнува загриженост по однос на темелното почитување на презумцијата на невиност, еднаквоста на оружјата и пружање на соодветни простории и време за подготовка на одбраната. Во ваква ситуација, сметаат од Сите за правично судење, многу е лесно насилниците од снимките да станат жртви на бесот, а не на правдата. Според коалицијата, правото на жртвата на кривично дело и правото на обвинетите не се спротиставени концепти и почитувањето на правата на едната страна не значи намалување на правата на другата страна. Поради ова, од Сдруженијето порачуваат дека јавниот линч треба да престане и на обвинетите да и се даде можност за фер судење, фер казна, но и можност по сето ова да извлечат поука и да бидат подобри луѓе. Клучно за квалификациите на еден судски процес како фер процес се напорите на сите надлежни институции во било која фаза од постапката да ги заштитат правата на сите инволвирани лица во процесот, вклучувајќи ги тука обвинетите, жртвите, оштетените, па дури и сведоците. Инаку вчера одложеното судење е закажано за вторник и најверојатно ќе се одвива по скратена постапка. Ова значи дека обвинетите во замена за поблага казна ќе ја признаат вината. Во спротивно, им се заканува казна од 6 месеци до 5 години.